Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, рочиштата поврзани со предметот подкуп против мене каде што сум осомничен продолжи и денеска. Почнавме со слушање на разговорите од ПИМ мерките кои што се поврзани со предметот. Продолжуваме во понеделник. Најавено е дека во понеделник ќе трае тоа додека не се завршат сите разговори, не се прислушат, па понатаму ќе продолжи останатата доказна постапка. Каква е вашата првична оценка од она што го слушнавте? Како ги коментирате овие снимки? Значи не мора за содржината, него има ли докази некако? Не, апсолутно нема никакви докази. Тоа се редовни комуникации на тогашен градоначалник и со осомниченото лице и со сите други лица како што се директорите на институциите, граѓани кои се јавуваат на тогашниот градоначалник за и слично. Продолжуваме во тој дел. Апсолутно ниту обвинителството алудираше на разговорите, алудираше на сведокот. Со сведокот бевте сведоци и со вашето присуство, а преку вас и јавноста. Така да јас очекувам да привршува овој предмет и секако судската пресуда конечно ќе ја почитуваме каква и да биде. Колку време сте следен, господине, за со ПИМ мерки? Познавте ли точно? Со ПИМ мерки, зборам со одобрение на судот. Јас знам дека вкупно со ПИМ мерки е нешто повеќе од 2 години. А знам истовремено, а знам дека истовремено можат согласно закон, ако се работи дури и за тероризам или за загрозување на уставниот дел на државата, стабилноста, суверенитетот, да биде најмногу до година и 3 месеци. Но секако тоа оставам на правосудните инстанции да одлучуваат во делот на следењето. Јас немам ништо што ме плаши во делот на разговорите и апсолутно немам никаква дилема, нека се изслушат сите разговори. Важно ми е правно формалната постапка да биде следена пред се од моите адвокати, за да може секако да ги добијам сите загарантирани права согласно устав и со закон, а органите како што јавното обвинителство и судот да си ги носат одлуките исто така согласно закон. Тоа ми е мене важно. Иначе тоа што го знам, оти ги немам и броено сите разговори кои што беа во посет на СДСМ, знам дека се работи за разговори преку 10.000. Дел се со ПИМ мерки, дел се без ПИМ мерки, така да еден дел од таа работа за точниот број може да дадат веројатно одговор од специјалното јавно обвинителство. Господине, денеска навршуваат 6 години Смилковско езеро. Кога очекувате да се расветли овој случај и имате ли што да им кажете на роднините кои што бараат одговор од вас? Значи јас континуирано правам средби, се видов и со мајките на децата и членови на семејството некаде пред 2 месеци, исто така, и сите сме согласни дека сега треба да се остави на правосудните инстанции да донесат и вистината и правдата поврзана со овој случај. Случаевите за кои што посебно е заинтересирана јавноста, како што е Никола Младенов, Смилковско езеро, Кумановски настани, имаат дополнителни причини јавноста да ги знае сите детали, комплетната вистина и Македонија да дочека правда, онака како што е согласно словото на уставот и согласно словото на законот, ако сакаме да бидеме држава. Ако не, тогаш остануваат интригите, шпекулациите и недовербата во институциите паѓа. Само преку комплетна вистина и преку комплетна правда може граѓаните да веруваат во институциите на системот. Факт е дека пред 3 години вие први кажавте дека нешто не е во ред со случајот благодарение на поминје што било. Сега 3 години подоцна се чувствувате ли малку виновен бидејќи до сега ништо не е направено? Еве веќе цела година сте на власт, а ништо не е направено поврзано со информациите кои вие ги споделувате уште пред 3 години. Има ли нова истрага, се бараат ли можни исполнители? Што е направено? Значи, еве вака, ниту сум алудирал, ниту треба некој политичар да алудира, да биде обвинител, истражител или судија. Наша должност беше да ги дадеме оние коментари како граѓани кои што ги чувствуваме, а должноста беше да ги предадам материјалите на истражните органи кои што тоа го прават. Само тие може да кажат докаде истрагата, по кој правец се истрагува, какви докази се обезбедуваат, дали тие докази потврдуваат дело или потврдуваат во некој друг правец дека ќе тера истрагата, тоа е нивно. Секој мој дополнителен коментар на вистина прво мешање во правосудството, второ таму каде што не е мојата работа. И не треба да биде така. На тие вредности мораме сите да бидеме подготвени и да внимаваме во делот на нашето однесување, заради тоа што во тексте реформи во правосудството реформите ќе значат добро законодавство, веројатно и старт на добра имплементација на тоа законодавство. Но мораме да го менуваме и нашиот менталитет сите како општество, ако сакаме конечно граѓаните да добијат правда, а и вистината да биде императивна и недвојбена, која што ќе биде соопштувана. Премиере, едно прашање доколку дозволите. Постојано во јавноста се говори за промени во владата, во одредени министерства. Можно ли е наскоро да се очекуваат промени
евентуално нели влегување на друга коалиционен партнер во владата и доколку вие од кого сте незадоволен до сегашното работење како министар? Да, искрено. Има право народот да знае, бидејќи Се согласувам. Јас сум само еден од луѓето кои што ги ценат успесите на сите оние кои што се номинирани од институциите на системот. Да, дел се на мој предлог, дел се на предлог на влада, дел се на предлог на управен одбор, на надзорен одбор и има правни формални делови во постапките. Прво уште еднаш напоменувам дека реконструкцијата предимствено очекувам да се случи заради зголемување на парламентарното мнозинство. Но тоа е одлична прилика да се види таму каде што нема резултат. И треба на тоа да гледаме за многу нормална работа. Го кажав критериумот. Сакам да знам што се подобрило на подобро или променило на подобро и што е тоа што е успех на новиот директор, на новиот министер, на новиот заменик министер, на новото раководно лице. Оти граѓаните очекуваат такви успеси. Ако немало такви успеси, се е исто и со промена на раководните структури, тогаш веројатно треба да размислуваме за промени на одредени структури, кои што не значи дека со тоа ние комплетно целосно ќе се заблагодариме на луѓе. Може би на втори, на трети позиции во сами институции би биле поквалитетни, поисполнети, со подобра можност за експедиција или давање на резултати. Но сето тоа би требало да биде анализа на соодветниот орган кој што го поставува тоа. Јас сум како тогашен мандатор, сегашен премиер, можам да ги давам моите коментари за министрите, владата треба да ги дава за директорите кои што ги номинира, управните одбори исто така за директорите, дел се надзорни одбори, дали се агенции или јавни предпријатија, така да јас штом ќе бидам подготвен со моите лични ставови, веднаш ќе ги соопштам, а веројатно тоа ќе бидат и дел за ставовите кои се сублимати на владата. Има ли вистина дека СДСМ ќе го добие Министерството за правда наспроти образование кој ќе го даде на ДУ или на друга албанска коалиционен партнер? Не. Знам, јас слушнав за една ваква шпекулација или прочитав по некој медиум, а сакам да знаете дека секогаш кога размислуваме и кога разгледуваме вакви варијанти, се водиме од капацитетот, експертизата и професионалната подготвеност на личноста. Се зависи какви личности имаме на располагање и вербата во нив, а пред се и впечатокот што го остават пред граѓаните, пред вас медиумите, кои што сте обсерватори на нашето работење, а преку тоа сте и гласот на граѓаните. Тие ќе бидат нашите водолки. Професионалниот аспект на личноста и подготвеноста да се зафати, да засука ракавите со ресорот со кој што го води или би го водил. Што станува со испрезнетото место на министерот за правда? Има ли било какви тоа е едното прашање, второто што очекувате, кои се очекувањата од средбата во Охрид меѓу министрите за внатрешни работи? Оставивме да го пополниме тоа испразнето место, како и неколку заменички места кои што се испразнија од Алијанса за албанците. Знаете, постојат и 2 или 3 државни секретари, кои што исто така се дел од првиот тим на секој ресор, на секој министерство. Сите тие ќе ги пополниме со реконструкцијата на владата. Значи, еден дел ќе е пополнување, еден дел ќе е промени. Затоа што несоодветно е на парламентот кој што има набиена агенда да му земеме постојано времето, знаејќи дека работиме на реконструкција. Сега ако одиме посебно да дискутираме за една личност, а дополнително па и за другите останати личности, тоа би било нерационалност во трошењето на времето на институциите. Јас очекувам до крајот на април ние ќе бидеме комплетни и парламентот би требало да донесе одлуки, секако доколку одлучите ги подржи ваквите реорганизации или реформи во владините или институции или во извршната власт. Јас очекувам од оваа средба која што е во Охрид помеѓу двајцата министри да биде потврдено тоа што значише исчекор во разговорите во Виена пред некој десетина дена. Ако тоа биде потврдено, тогаш се дава еден дополнителен пас за останатите отворени прашања да се разговара. Можам само да го потврдам тоа дека јас сум среќен од таа средба и тоа што се случи е исчекор во разговорите и тоа го крепи мојот оптимизам кој што го споделувам преку вас медиумите до граѓаните. Се надевам дека ќе бидат потврдени сите овие ставови, ќе бидат правно формално разгледани одредени документи и на основа на тоа ќе се дефинира стратегијата за следниот чекор на разговорите. Дали ќе продолжат самите министри, дали ќе се случи веќе на премиерско ниво заедно со министрите, дали ќе демизионираме сами премиерите да се видат или слично. Целта наша е да продолжиме во процесот кон конечна цел решение. Се надевам дека процесот ќе се движи во таа насока. Очекувам поручек министерот Никола Димитров да ме информира за деталите од тој разговор. По вчерашниот практично неуспешно гласање на недоверба на владата, сепак каква порака гледате од опозицијата? Опозицијата конечно веројатно си ја врши најголем дел од својата работа. Јас сум демократа,
човек, верувам во демократските вредности, во демократските институции. Прво, уште еднаш го поздравам враќањето на опозицијата во парламент. Според мое убедување, а не е мое да се мешам во одлуките на опозицијата, можеби ќе беше подобро да кажат да се враќаме заради реформи, заради националниот интерес. Опозицијата мора да се слуша. Но тие одлучија да влезат со интерпелација. Драго ми е што денеска се продолжува. Информациите ми се дека денеска треба да продолжат седмиците и на комисиите и на пленумот за законите поврзани со планот 369 и со реформите. Најголем дел се усогласени, да се оставени да ослушнеме експертизата, професионалните здруженија, дебатите јавни кои што се организират, за да некаде до 16, а тоа е ден пред затварањето на извештајот, бидеме заокружени со донесувањето на овие закони од реформскиот пакет на закони. Опозицијата со незиното учество во парламентот прво врши голема работа за Република Македонија. Тоа е добро за граѓаните. Второ, веројатно е многу добро и за опозицијата. Но јас тврдам дека тоа е добро и за власт. Власта ќе биде подобра ако опозицијата биде поактивна, покритична и посилна. Дали разговаравте со вице-премиерот Бујар Османи откако генералниот секретар на ВМРО ЗПМН во телевизиско интервју обвини дека Османи ги слуша наступките на албанскиот негов колега Бушати, бидејќи Албанија не е толку напред како Македонија за реформите, а Македонија сега ќе чека Албанија прво за реформите. Знаете како ние имаме наши владени ставови. Тие владени ставови се унисони. Повинувањето е буквално безпредметно, заради тоа што јас ако не секој ден преку ден со потпредседателот на владата Бујар Османи имам состаноци, работни со групите, министерствата, деталите од реформскиот пакет и апсолутно знаеме, нашите ставови се единствени ставови, дека секоја земја, тоа се ставови на Македонија пред Европската унија, заслужува шанса во согласност од испорачувањето на секоја земја поединечно на резултатите. И уште еднаш ќе потврдам, Македонија ако ги исполни резултатите, треба да добие датум за преговори независно од Албанија. Јас посакувам и Албанија да добие, но тоа зависи од нивниот перформанс, од тоа како тие ги исполниле резултатите. И ако тие не ги исполниле резултатите, нечесно е Македонија да биде закочена. Истовремено можеби ние ќе бидеме закочени од Грција ако не се договориме за нив. Тогаш е нечесно да закочиме Албанија. Затоа секоја земја треба да има своја судбина. И буквално колку сме успешни, колку перформансите на владата, на институциите на системот во делот на извршувањето на реформскиот пакет на законите и сите останати реформи од планот 369, така и треба да очекуваме награда или казна за согласно одлуките. Верувам дека Македонија со тоа што досега го има постигнато, а тоа е 96% некаде исполнет планот 369. 99 би бил исполнет ако во парламентот се донесат законите. Овој 1% не е исполнет од причини кои што се многу рационални. Например, донесувањето на одлуката за новиот деловник во собранието е договорена да се случува во МОНЕ, групата каде што треба да се соберат пратениците од опозицијата и од власта. И убаво е ни таа дебата да се донесе. Тоа мај или јуни, не знам кога се случува, и таа мерка од пакетот 369 е одложена и нема да биде реализирана. Или нешто што зависи од судството или од обвинителството. Ние не можеме да влијаеме врз тие институции, едноставно апелираме да ги завршат својот дел од пакетот на мерките. Но тоа што зависи од владата, од парламентарното мнозинство и еве, условно кажувам и од опозицијата во парламентот, тоа што го преговараме, 99% ќе значи исполнување на планот 369.